Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на час по македонски јазик по Е-училница. Ова видео настава е наменето за ученици од 7 оделение. Денес ќе се запознаеме, ќе учиме за заменки во род, број и лице, кај лични, личнопредметни и показни заменки. Цели на овој час се учениците да ги повторат, систематизират и прошират стекнатите знаења за показни заменки. Учениците правилно да ги употребуваат пак показните заменки во говорот, да ги разликуваат показните заменки од личните, да ги воочуваат и идентификуваат во реченици и текст. Да се потсетиме што се лични заменки. Лични заменки се зборови кои означуваат или посочуваат предмети, појави и суштества. Значи, прво нешто да се потсетиме од минатата година. Уште еднаш да повториме што беа тоа лични заменки. Значи, лични заменки се зборови кои означуваат или посочуваат предмети, појави и суштества. Лични заменки се јас, ти, тој, таа, тоа, ние, вие, тие. Што означуваат зборовите јас, ти, тој, таа, тоа, ние, вие и тие? Зборот јас укажува на лицето што зборува за себе, тоа е прво лице во еднина. Зборот ти укажува на лицето кон кое се обраќаме при зборувањето, тоа е второто лице еднина. Зборот тој е за машки род, таа за женски род, а тоа за среден род укажува на лица за кои се зборува, но тие не мора да бидат присутни. Овие зборови се однесуваат на трето лице еднина. Зборот ние укажува на лицата кои зборува за себе, тоа е прво лице множина. Зборот вие укажува на лицата на кои им се обраќаме, тоа е второ лице множина. Често личната заменка вие се употребува за искажување почит кон некоја личност. Например, почитуван директоре, вие сте заслужни за успехот на нашето училиште. Зборот тие укажува на лицата што ги споменуваме во говорот, но нивното присуство не е задолжително. Кои зборови се викаат лични заменки? Зборовите јас, ти, тој, таа, тоа, ние, вие, тие означуваат односи меѓу учесниците во говорот и бидејќи разликуваат форми за лице, се викаат лични заменки. Заменките на македонскиот литературен јазик се поделени во три групи: лични, личнопредметни и показни заменки. Личните заменки имаат форми за сите три лица во еднина и во множина. Еднина прво лице јас, второ лице ти, трето лице тој за машки род, таа за женски род и тоа за среден род. Множина прво лице ние, второ лице вие и трето лице тие. Долги и кратки форми на личните заменки. За јас, мене ме, мене ми, ти, тебе те, тебе ти. Трето лице тој, него го, нему му. Таа за женски род неа ја, нејзе и тоа за среден род него го, нему му. За множина ние, нас не, нам ни. Второ лице вас ве, вам ви и тие, нив ги, ним им. Лично предметни заменки. Со нив се поставуваат прашања или се упатува на лица и предмети за кои се зборува. Поделени се во 5 групи. Прашални со прашањата кој, што, чиј, која, кое, чие, чија. Односни кој, кој што, чиј, чиј што. Одречни никој, ништо, ничи. Општи секој, се што, сечи и неопределени некој, нешто, нечи, кој било. Подлежи ги личните заменки во текстот. Вие треба да го пишувате текстот во тетрадка и да ги повлечете кои се личните заменки во овој текст.
Доцна вечерта јас се враќав дома. Токму да влезам низ вратата, кога гледам нешто како сенка ми се плетка во нозете. Се наведнав и што да видам. Едно мало кученце обраснато со мали кафеави влакна. Го кренав и благо му шепнав: ти ќе бидеш мое, ти си мое. Тоа трепна со своите очиња како да сакаше да ми рече јас сум твое. Не знаев како се вика и затоа му реков: јас ќе те викам Леси, ти си Леси. Од сега ние ќе бидеме пријатели. Тоа се согласи трепкајќи со очињата и со јазичето ми ја лизна раката. Ти си гладно? Го прашав. Прости ми, немам ништо за јадење освен леб. А суп леб ти не можеш да јадеш. Ајде Леси, сега ќе спиеме, а утре јас и ти ќе имаме богат појадок. Ова е напишано од авторот Цане Андреевски. Ова е извадок од текстот. Значи, како пример, на почетокот на текстот имаме доцна вечерта, јас се враќав дома. Лична заменка е јас. После, ако продолжуваме, имаме ти ќе бидеш мој, значи лична заменка е и ти. И тоа. Имаме и вежби за покасни заменки, што ќе ги имате за домашна работа. Припишете ги овие реченици во тетрадки за домашна работа, при тоа на местото од празните линии внесете ги потребните форми од показните заменки. Значи, овде имате вие некои примери. Во празните линии треба да ги пишувате показните заменки во соодветното место. Денес го купив, има празна линија, молив. Книга ја добив како награда. Во третата задача имаме со, шеста работам на час по геометрија. Очила ги носела баба ми, јаболка се многу вкусни. Во 6 имаме со чанта се служам 3 години и денес ги купивме круши. Вие треба да размислувате за показните заменки, да ги пишувате во празните линии. Ви посакувам многу успех и ви благодарам.